Комесарот за преговори за проширување на Европската Унија Јоханес Хан в понеделник ќе допатува во Скопје во насока на имплементирањето на политичкиот договор од Пржино. Од Европската комисија соопштија дека го следат развојот на настаните и се бара од 4 политички партии во Македонија да се држат до распоредот во спроведувањето на точките од договорот, што донесе крај на политичката криза во земјата. Поради Турција, но и поради Македонија, Еврокомисијата за прв пат на подолг период го одложи објавувањето на прогрес извештаите за напредокот на земите кандидати и потенцијалните кандидати за членство во Европската Унија. Времето на објавување зависи од усвојувањето на акцискиот план за мигрантите со Турција, како и од развојот на политичките преговори во Македонија. СДСМ соопшти дека преговорите за отворените прашања нема да продолжат се додека не се испочитува и спроведе законот за специјално јавно обвинителство, односно, како што велат Советот на јавните обвинители не ги даде предложените обвинители на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. А специјалната јавна обвинителка Катица Јанева бара избраните 7 обвинители да не дадат свечана изјава по повод нивниот избор од причина што, како што вели, таквиот акт би бил само потврда на одлуката на Советот, која е спротивна, како што вели, со законот за јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Интеграцијата во Европската Унија е наша стратешка определба. Истовремено, барем кога станува збор за мојата земја Република Македонија, свесни сме дека членството во Унијата не е некаков подарок, туку нешто што бара пред се доследно спроведување на низа реформи кои ги опфаќаат сите сфери во општествено-политичкиот и економски живот, односно целосно прифаќање на европските принципи и стандарди врз кои се темели Европската Унија, посочи Трајко Велјановски на 7-та конференција на претседатели на парламенти на земјите од Западен Балкан, што се одржува во Будимпешта. Поранешниот генерален секретар на НАТО и висок представник на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика Хавиер Солана смета дека со влошувањето на безбедносната состојба во Европа и со бегалската криза се создаваат услови за решавање на помалите проблеми како што е спорот за името меѓу Грција и Македонија. Ова, според Солана, може да помогне конечно да се реализира приемот на Македонија во НАТО и во Европската Унија. И покрај сите проблеми во Европа, на Македонија и оди добро. Не сум бил подолго во посета, но сметам дека актуелните проблеми со економската криза и бегалците одат во прилог на тоа Македонија и покрај спротивставувањето од Грција конечно да ја заокружи евроатлантската интеграција, оцени Солана во изјава за македонската телевизија. Вкупно 2555 странски државјани мигранти зеле потврди за намера за поднесување барање за азил, информираше МВР. Со тоа вкупниот број на издадени потврди до овој петок изнесува 145.834. Денот на македонската револуционерна борба, 23 октомври, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Од Министерството на граѓаните им го честитаа денот на македонската револуционерна борба. Од почетокот на годината преку Средоземното море во Европа пристигнале 613.179 имигранти и бегалци, соопшти Меѓународната организација за миграција. Од 13 октомври до сега бројот на имигрантите и бегалци се зголемил за речиси 20.000. Вкупно 3.117 лица загинале од почетокот на годината обидувајќи се да дојдат до Европа преку море, покажуваат податоците.